Елена, добро вечер. Добро вечер. Морам прво да започнам, изгледаш перфектно. Кажи ни, откри ни само малку од каде е идејата за облека. Ти благодарам прво за комплиментот. Потоа идејата е од истоимениот спот, како оваа песна што се вика има свој спот и замислата од спотот ја пренесовме на сцена. Ова е комплет кој го искреира Фрози Фран, која што ме изненади многу позитивно со нејзината скромност, посветеност, брзина да го изреализира. Секако Даниел Николовски е веќе 200 години со мене, коса и шминка, така да тука се и уште едно девојченце кое што ми ги правеше овие прекрасни плетенки, се вика Туана. И тој е дел од тимот кој што се погрижи за изгледот, ама морам да признам дека тимот нема да е цело едно нешто ако не го опфатам нели целиот тим, буквално. Песната ја направи Александар Масевски, што е многу важно, затоа што јас за песната сум тука, нели? Како и да е, така што Александар Масевски, текстот го направивме заедно. И секако сите останати луѓе кои што се тука со мене, од пријатели до соработници, Миле и Леонора, ти им се поддршката, десната рака, да уживам само и да мислам на песната. Тоа е многу важно, нели тимот, така? Така што ти благодарам за комплиментите. За кој пат сте вие во Штип овде на Макфест? На Макфест како текстописец сум веќе не знам трети или четврт пат, меѓутоа како изведувач прв пат. Како е доживуваш публиката во Штип? Дали е топла, дали е гостопримлива, дали Најдобра е. Нека ми простат сите други градови, меѓутоа јас кога одам во Штип без разлика во кој е кафуле, ќе пеам, дали е фестивал, или е на плоштад некој настан. Јас морам да признам дека таква публика кој штипската, која пее од прва до последна песна, дали е ради овој фестивал, не знам, меѓутоа овој народ овдека е толку распен, толку сите песни ги знае. Сите песни од А до Ш до последна. Ми се случи тоа, затоа го кажувам, ова е само од искуство споделено. Не велам дека нема други добри публики низ Македонија, меѓутоа овде е врвот. Скопска публика нема врска со ова што е во Штип, значи Скопје ќе речете дека е голем град. Ми се случи, пеев пред одредено време, може има 2 години, 3, во Кофи Лаб кај прекрасниот Љубан, кој малце и ми даде еден пуш, што викаат, или ме турна во повторно да се појавувам на свирки во нокниот живот, нели, да почнам да пеам со бенд. И прво стапнување на сцена, рачунете не сум пеела со години, застанувам и ја почнувам доживотно. Ми верувате ли дека се збунив кога почна публиката да пее? Јас не очекував дека погласно од мене ќе пее и дека ќе грмнат. А тие ја знае од првиот тон до последен, не само таа песна. Кога год ќе отпеев некоја туѓа песна као за да има атмосфера, ме враќаа на моите. Ги сакаа моите. Тоа беше многу интересно и фала му на Господ што вечерва сум тука пред најдобрата публика. Елена, ќе звучи скромна, ама јас ќе кажам и јас и мојата генерација израснавме со твоите песни. Драго ми е премногу, еве што правиме сега интервју, но откри ни каде беше Елена во последниот период. Последниот период не се појавував да речам на сцената со нови песни, иако се појавував со концерти, со настани, нели? Јас не застанав со пеење, меѓутоа со нови песни застанав затоа што има повеќе причини. Една од причините е затоа што имав навистина тешка одлука да донесам, да направам некоја песна, а да биде различна од се што сум направила претходно, па макар не им се свиѓала на сите, нели? Мислам дека кога го постигнав тоа, откако ја имав песната, дека оваа песна сега што ја пеам вечерва, некако ми даде снага да ја пуштам и ја наменив најмногу за помладата генерација, бидејќи таа публика мене не ме знае доволно. Вие можеби ме знаете, нели сте израснале со песните, меѓутоа новата публика сега која што е оние кои што одат и по дискотеките и кафулињата најмногу, не ме познава. Се обидов да преку некои сегменти, како србизми, некои вид речни кои што го користи младата популација, да се доближам до нив. Меѓутоа, токму за оние за кои најмногу ја наменив, најмногу ги погоди. Затоа што, нели велам, убиваш со таа негатива во еден дел од песната, за негативците, за се што коментираат, па за инет им направи ваква песна, да им порачам дека не ми е гајле за се во со други зборови од пеано во песната. Со тоа што таа едната причина, втората причина е што
со години гледам и следам колку малку музика се прави на сцената, а толку многу се плука. Што и да направите? Направете песна која е шлагер или лабава или балада или е по некој терк балкански, гледаност на YouTube, слушаност 100-200 илјади. Направете нешто поразлично, кое што сите ќе го зборуваат, нешто што ќе се слуша многу повеќе во дискотеки или на радио ќе се пушта, веднаш имате милионски прегледи, нели? Така што сватив дека не знам, едноставно некако се повлеков од моето последно искуство со текила. Некако се подповлеков, бидејќи, пак ќе кажам, не дека ми пречат коментарите општо, едноставно дојдов со песна слична на текила во смисла на револуционерност, а од друга страна им ја давам истата порака. Може би ќе согласите со мене. Кајле за се, јас си го пеам тоа што си го пеам. Сакам да сум апдейтирана, сакам да правам различна музика од сите. Не треба да им се свига на сите и тоа е тоа. Може би ќе се согласите со мене, секоја уметност има и препреки и пречки и секојаш има. Секој уметник има слобода на изразување. Јас нели кога седнувам да ја правам песната, не ја викам публиката во студио, така јас седнувам и ја правам песната како што ја чувствувам. Ако на публиката не се допаѓа, тоа е нејзин избор. Не мора да ме слуша, нека слуша она што мисли дека треба да го слуша. А од друга страна правам и песни кои се комфорт зона. Најавувам еве и уште една песна која ќе биде баладична, балада во суштина. Ќе биде пуштена многу набрзо после ова. Ајде да го погодиме и оној другиот вкус. Вкусот на комфорт зоната по-баладична, по-шлагерска, иако пак ќе кажам и таа е модерна. Само ќе те прашам накусо, од каде љубовта за музика? Од каде Елена потекнува со музичка? Дали од музичка фамилија, можеби или од... Во фамилијата има многу музичари, ама не реализирани големи звезди, меѓутоа музикални има многу. Мајка ми пред се, тетка ми од на татко ми страна, од сите страни по некој, дедо ми исто музичар, меѓутоа никој толку со голема кариера како што откако јас се појавив направи. Така што музиката не е во генот, но уметностите воопшто, бидејќи сестра ми е сликар, ликовен уметник. А од друга страна, љубовта кон музиката се раѓа со вашето постоење. Вие веднаш знаете што ќе бидете. Не можете да станете музичар на стари години. Одеднаш да ја засакате музиката на 30 години. Едноставно не е возможно. Вие треба цел време да ја носите во себе. Таа една љубов која не се споредува со ниедна друга, бидејќи јас имав многу склоности кон многу уметности. Најмногу кон уметностите, морам да признам. И низ годините се случуваше да глумам. Бев на глума, на часови по глума во средно училиште. Потоа бев на ликовна, имам милион награди за цртање. До скоро до прва година средно сите награди ги имав освоено од државно до интернационално ниво и така натака. Меѓутоа, во еден момент кога победив на М2 во 2002 година, јас тогаш сватив дека не може да се расплинува човек на 100 страни, само треба да се фокусира на најголемата љубов што има во живот. Музиката е од бебе, од рагање. Јас прво пропеав, мислам дека па потоа све друго. Те предизвикувам да твориш, да правиш, бидејќи многу недостаствуваш, особено на нашата генерација, те убедувам. Ти благодарам, ова не го слушам прв пат и затоа сум тука, затоа се посветив малце повеќе на музика. Ветувам дека од сега па натаму нема да застанам со творење и со нови песни. Па сега кој што му се допадне, нека слуша. Нели? Дил? Да, може. Да. Така што тоа е тоа.